Солта е неопходен начин кој секојдневно много внесуваме во исхраната, но понекогаш треба да бидеме внимателни при количинското внесување сол во организмот, бидејќи доаѓа до несакани ефекти. Нормалната количина внес на сол е 2 грама на ден или една мала лажичка. Докторката Валентина Митрова за Имнет телевизија ги сподели последиците и несаканите ефекти на користење сол доколку се надмине предвидената количина. Дозволен количество кој што треба да го внесуваме во нашиот организам е околу 2 грама на ден. Тоа значи една мала лажичка рамна. Друг начин го внесуваме, односно преку сувоместни, значи на друг начин во нашата исхрана. Ако е зголемиме или ако се надмине ова дозволена количина, може да имаме краткорочни негативни дејства, како што се оттекување на рацете, нозете, очните капаци, зголемување на телесната тежина, зголемување на жет и сувост на нашата уста. Ако ова се надмине, значи поминеме подолг период кога ќе внесуваме поголемо количество може да доаѓа и до други последици, како појава на камчиња во бубрезите, зголемување на крвниот притисок или медицински хипертензија. Луѓето кои веќе се дијагностицирани со покојчен крвен притисок треба многу да внимаваат при внесувањето на сол. За нив дозволена количина е околу 1,5 грам на ден. Луѓето кои што веќе имаат дијагностициран покојчен крвен притисок треба да внимаваат на внесот на количеството на сол во својата исхрана и претходно кажаната нормална вредност која што кажав дека е околу 2 грама, кај овие луѓе е помала, некаде околу 1,5 грам на ден. Пресметано е дека на организмот му се потребни до 2 грама сол на ден, а ние во просек конзумираме дури и до 11 грама на ден. Меѓутоа, телото може да се навикне на намалено внесување на сол и се верува дека приспособувањето на намаленото внесување на сол за половина од нормалното трае од 2 до 3 месеци.